Би сакал да ве поздравам и од моје лично име, од име на членовите на комисијата. Пред да преидеме на делот кој што се однесува на годинашниот лауреат на наградата, би сакал да истакнам неколку аспекти кои што се привлекуваат во овие изминати години од како е востанувана наградата. За жал, годинава како и години наназад има многу мал број на апликации за наградата, што веројатно се должи на индиферентноста, можеби незаинтересираноста на театарските институции, и би сакал да апелирам дека адекватната почит кон ликот и делото на славниот величанец Петре Прличко, меѓу другото, се еманира и преку третманот кој што го имаме кон оваа единствена награда која што го носи неговото име. А исто така, како еден од иницијаторите и поддржувачите воопшто на иницијативата за востановување на оваа награда, би сакал да апелирам до организаторот Општина Велес. Веројатно ќе треба да се размисли за некакви мали измени во однос на правилникот за доделување на наградата. Сметам дека одредницата средна категорија или средна генерација на актери не работи во интерес на наградата, може би требало да се промени во највозрасната генерација на актери, бидејќи сепак ова е награда која што се однесува на остварување во еден континуиран временски период и кој несомнено треба да се однесува на луѓето кои веќе можеби немаат активна кариера, односно се веќе пензионирани. Од друга страна, исто така би сакал да апелирам дека е можеби добро да се промени одредницата во однос на тоа дека оваа награда не се доделува постхумно, затоа што во изминативе 10 години од како е востановена наградата, за жал ме напуштија многу драги колеги кои со својата континуирана творечка работа навистина оставија трајни вредности не само за македонскиот театар, туку и воопшто за македонската култура, а кои токму заради оваа одредница не можат да бидат апликанти за наградата. Годинава, како што кажав, пристигнаат само две апликации, едната од група независни колеги наши уметници, а другата е апликација на театарска институција од национален карактер. За наградата одлучуваше трочлена жири комисија во состав Слободанка Чичевска, актер во својство на председател, и Васло Зафирчев и Благо Стојанов, актери во својство на членови на комисијата. Она што би сакал да го истакнам од нашата работа е дека ние навистина не дискутиравме околу тоа кој е подобар актер од предложените кандидати или кој е попопуларен актер. Нашата работа се однесува на чистата фактографија, односно фактографијата на остварени улоги на сцената и во филмот, добиени награди и соодветен општествен ангажман надвор од актерската професија, така што одлуката ја донесовме едногласно и сега би ја замолил колешката Слободанка Чичевска да го прогласи лауреатот на наградата. Значи, комисијата за додела на награда за животно дело Петре Прличко во состав, веќе Васил кажа, Слободанка Чичевска актер, Васил Зафирчев актер и Благо Стојанов актер на ден 23 март 2026 година донесе одлука овогодишен добитник на наградата Петре Прличко да биде актерот Атила Клинче. Образложение. Атила Клинче е еден од најистакнатите македонски актери, чија кариера е одбележана со бројни значајни улоги од светската класика и домашната драматургија. Неговиот актерски опус вклучува комплексни и значајни ликови како Хамлет, Енкиду во Гилгамеш, Едип, Мемет, Макбет, Фентон, Креонт и многу други, кој ги изведува со извонредна длабочина и мајсторство и за кој е наградуван уште во далечната 1982 година како награда за млад актер на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински за улогата на Мемет. За истата улога тогаш е прогласен и за најдобар актер од страна на весникот Млад борец. Во 2003 година од страна на турските медиуми е прогласен за актер на годината. Во 2005 за главната улога на таткото во представата Куќа на граница на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински ја добива наградата за најдобро актерско остварување. Во 2016 година ја добива државната награда 11 октомври како највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста и другите дејности од јавен интерес на Република Македонија. Атила има голем број улоги и во филмот и на телевизија, каде што се истакнува со својата разновидност и интензивност во интерпретациите. Има играно во Ден за тетовирање во режија на Столе Попов, Бог да ги убие шпиуните во режија на Ацо Алексов, во Пред дождот режија Милчо Манчевски, во Прашина режија Милчо Манчевски,
Пусто турско режија Коле Ангеловски, серии како Наше мало, мегатурската серија Румелија, Балканска свадба, турската серија Последно лето, како и учество во хит серијата Преспав. Тој беше еден од носителите на репертоарот на турскиот театар и негов долгогодишен директор со огромен придонес во развојот на македонската театарска сцена. Во периодот на неговото директорување со Националната установа Турски театар Скопје, театарот добива 43 поединечни и колективни награди, плакети и 3 општествени награди, како што се во 2003 година 13 ноември на град Скопје, 2004 државната награда 11 октомври, а во 2011 со орден за заслуги за Македонија. Покрај својот актерски ангажман, Атила Клинче е професор по сценски говор на Факултетот за драмски уметности, каде ги обучува новите генерации актери кои денес се дел од македонската театарска уметност. Неговото искуство и посветеност кон уметноста, како и неговата улога во едукацијата на младите актери, го прават незаменлив дел од културниот живот во Македонија. Важно е да се споменат и неговите два учебника, првиот за сценска дикција, издаден од Факултетот за драмски уметности, и вториот Психологија на уметноста, издаден на Универзитетот Вазио. Со оглед на неговите долгогодишни остварувања во областа на актерската игра, образованието и културата, жири комисијата во состав Слободанка Чичевска актер, Васил Зафирчев актер и Благојчо Стојанов актер, едногласно донесе одлука овогодишен добитник на наградата за животно дело Петре Прличко да биде актерот, професорот, долгогодишниот создавач на македонската сцена, нашиот Атила Клинче. Ви благодарам.